1984 евра. Барање со символична сума за оштета како насловот на познатиот дистописки роман на Џорџ Орвел, во кој слободата на мислата и слободата на говорот се забранети. Телевизискиот водител и новинар Богдан Илиевски ќе ги тужи ЗНМ и ССНМ за клевета, откако тие го обвинија за наводно поттикнување на говор на омраза. Сакаат да воведат цензура и полиција на мислите, како во романот 1984, вели Илиевски. Па да, искрено да ви кажам, размислував да побарам символична оштета од 1984 евра, како символика на Орвеловата 1984, кој што потоа, ако ги добијам, ќе ги донирам, ќе одлучам каде. Нема да задржам ниту евро од тие пари, мене ми е важно само да ја докажам својата поента, да ја бранам слободата на говор која што имаме, особено како новинар работен во Алфа, дека имам право да поставувам прашање, особено па едно такво најбенигно на свет прашање, добро, зошто, кое што ценетите еснавски здруженија го протолкуваа како поттикнување на омраза. Тој на социјалните мрежи само напиша «Добро, зошто?» и сподели кратко видео од интервју од друга телевизија. Mr. Sirigos, first of all, thank you for your time today for Television 24 here in Skopje, North Macedonia. Поради ова, ЗНМ и ССНМ побара обвинителството и МВР да преземат мерки за водителот на вечерното шоу на ТВ Алфа. ЗНМ и ССНМ упатија заедничко писмо до странските амбасади и организации во земјава, со особена загриженост во контекст на интернет, заканите и нападите врз новинарките. За овој случај ЗНМ поднесе официјално барање за кривично постапување при МВР. Богдан Илиевски вели дека ситуацијата е апсурдна, бидејќи токму еснавските здруженија бараат кривична одговорност од него. Без оглед како се викаат, во принцип треба да го бранат правото на новинарите да поставуваат прашања, а не да упатуваат јавно некакви си соопштенија во кои што ќе кажат дека новинари поттикнувале омраза, тука и оној дел за Офнет, дека Офнет имал некоја кампања против Лепа Џундева, па оние пријави до странски амбасади, мислам чудесни работи, најдобро ќе е сите тие да ги избистриме во една постапка пред институциите. Илиевски најпрвен побара извинување од ЗНМ и ССНМ, но откако не ги доби, се одлучи тој да поднесе тужба против нив. Сега на поттек се институциите, кои ќе треба да одлучат дали во соопштението на ЗНМ има клевета или пак во објавата на Илиевски поттек за говор на омраза.